Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во денешната епизода ќе зборувам за приоритети. Зошто да поставуваме приоритети, што значи да поставуваме приоритети и како да го правиме тоа. Најчесто ние луѓето сите имаме некоја тенденција да ги ставаме приоритет оние работи кои што нас не се драги, кои што се блиски до нашето срце и кои што се во склад со нашите емоции. И сега, приоритетите може да бидат семејство, може да бидат некои вредности, може да бидат работа, може да бидат здравје и така натаму, но многу е важно да приоритетите бидат во склад со нас, како ние би чувствувале некој мир, смиреност и сигурност. Всушност, приоритетите ги поставуваме и со цел да се чувствуваме многу посигурно. Затоа што ние луѓето, доколку немаме чувство на сигурност, едноставно не можеме да растеме и да продолжуваме да одиме напред. Ако ја знаете пирамидата на Маслов за потребите, ќе знаете дека ако се најважни, односно животно загрозувачки, оние потреби кои што се физиолошките потреби, како што се потребата за храна, за вода и така натаму, тогаш на второ место е дефинитивно потребата за сигурност. Односно, нас не е многу важно како луѓе да бидеме сигурни како би можеле да функционираме. Најчесто при анксиозност и при некои други состојби психички на менталното здравје кои што реално се и многу чести, влијае токму сигурноста, односно немањето чувство на сигурност. Така, невозможно е да работиме на личен раст и развој доколку ние не се чувствуваме сигурни. А како да се чувствуваме посигурни, тоа е една длабока, поинаква тема на која што денес нема да се посветам, но ќе споделам неколку интересни начини и начини кои што може да ни помогнат како да ги местиме приоритетите и секако зошто. Пред да почнеме со местење на приоритетите, најважно е да ја знаеме нашата емоционална состојба, односно да бидеме свесни кои се нашите вредности, кои се нашите главни уверувања и квалитети во животот. Па така, тука е многу важно да бидеме искрени со себе си и да не ставаме некои нереалистични цели кои што може некако поинаку да делуваат на нас, односно наместо да чувствуваме поголема самодовреба и чувство на успех, да ние се соочиме со големо чувство на неуспех и пад на самодовербата. Тука морам да споделам дека постојат две поделби што се многу важни. Важни се како во поставувањето на приоритетите, така и во поставувањето на границите. А тоа е да бидеме свесни дека ние луѓето имаме потреби и желби. Ке повторам, потреби и желби. Потребите се нешто без кое што не би можеле да преживееме, односно ќе го наруши потполно квалитетот на нашиот живот, додека желбите се некои повисоки нешта кои што и без нив ние би можеле да преживееме, би можеле да функционираме. Зошто спомнав дека ова важно за поставувањето на граници? Затоа што кога потребата не можеме да ја задоволиме или не се задоволува, тогаш дефинитивно границата се поместува некаде или не се поставува во случај доколку се одлучиме да ја поставиме, додека пак доколку се работи за желба, може да ја поставиме затоа што другата страна нема да умре, односно нема да се случи нешто лошо, нема да биде крај на светот. Сега отидов во екстремот, но чисто само за да ви биде појасно, истото важи за дечињата. Значи, доколку ние како родители поставиме граница на потребата на детето, тогаш дефинитивно тоа не е место за поставување на граница, затоа што до одредена возраст на детето ние сме тие кои што сме должни да се грижиме за него, но доколку поставиме граница на негова желба, например, сака да јаде чоколадо, не се умира без чоколада, тогаш тоа е веќе друго. Односно, тука имаме потполно право да ја поставиме границата со сета свесност дека детето има право да реагира вака, така или онака. Кога ќе си ги задоволиме нашите потреби, тогаш можеме да тргнеме кон задоволувањето и на нашите желби. Односно, тоа е оно што го кажувам, не може да се работи на личен раст и развој и да се доживуваат некои големи трансформации и промени, доколку прво потребите не се задоволени. Што значи, дека овде е важно, пред да почнете да поставувате приоритети и да се запрашате како тоа да го направите, да земете еден список и да ги напишете вашите потреби. Односно, да бидете малку сами со себе и да проверите кои се оние потреби кои што ми се важни. И тука не зборувам само за секојдневните потреби, ние постојано имаме некоја потреба во која што ни е актуелна во моментот.
тоа може да е глад, може да е жед и така натаму, меѓутоа потреби кои што се и поголеми од тоа, да ги запишете и секако да бидете свесни дали можеби и тие основните потреби некаде не се задоволени. Другиот момент е потребата за љубов, припадност, какви ни се релациите со другите и така натаму, едукацијата, работата, односно сигурноста, тоа што го споделив, што е оно што може да се направи, што значи дека во приоритети може слободно да стои нешто кое што е во склад со сигурноста или да биде во склад со партнерството, со врските кои што ги имаме со другите луѓе и така натаму. Сега, ова е нешто кое што бара секој сам да си го одреди и да си го види како би можел да почне да поставува реални приоритети во животот, а тоа би значило дека постојат одредени начини на кои што може да го направи. Прво е со креирање на една одредена листа, еден одреден список, каде што ќе ги напише сите оние потреби, меѓутоа секако и желби, со тоа што убаво е да има свесност што тоа е желба може и не мора, а што тоа е навистина потреба. Например, доколку сакате да ослабете, може да ви биде вие може да поставите некаков приоритет како окей, сакам да ослабам, меѓутоа доколку имате приоритет и здравје, а слабеете на начин кој што не е здрав, најверојатно тука ќе се косат тие два приоритети. Односно да, во тој момент е потребно да најдете начин како јас да ослабам, за да може тоа да биде на здрав начин, за да не се коси со оно што реално мора, односно е потреба, затоа што да бидеме реални, секое тело бара и му е потребно да се храниме на здрав начин. Можеби не во моментот, меѓутоа на долгорочен план, тоа е нешто кое што е потреба, не е само желба, додека пак можеби желбата да биде да се хранам на вегански начин, вегетаријански начин, со таа диета и така натаму, се додека е здраво, се додека е балансирано, е добро за моето тело, односно е нешто каде што мојата потреба се задоволува. Сега, тука затоа ќе спомнам дека е многу важно прво да се види што е оно што не може да се скокне, односно што е оно што навистина е многу важно во вашиот живот. И тука има многу планери кои што имаат 3 главни приоритети за денот, толку главни приоритети за месецот, за неделата или зависно на каков начин на планирање се подлежите. Меѓутоа, многу е важно некои работи кои што навистина се мора. Например, доколку имате деца, грижата за децата е нешто кое што мора, односно не може да се скокне. Или да речеме грижата за себе, од смисол на јадење, пиење, спиење и така натаму е нешто кое што мора. Бидејќи ние кога местиме приоритети, мора да бидеме свесни дека важно е кога ги носиме да бидеме свесни за работите кои што навистина не може да ги поместиме. И така тука првата е свесност ќе биде добро кои работи мора да ги направам, автоматски тоа веќе е мој приоритет. Останете свесни дека не е поентата да ставите премногу приоритети, затоа што на тој начин не само што ќе се преплавите, туку едноставно ќе стане невозможно да во текот на еден ден ги имате тие приоритети. Јас затоа секогаш викам дека е убаво годината да се дели на 4 квартали, односно на 4 тромесечија, каде што точно ќе може да се испланирате за секое тромесечие што е оно кое што ќе ви биде најважно, приоритетно и така натаму. Сега, за планирање и така натаму, тоа ќе го зборувам во некоја друга епизода, но за приоритетите важно е да имате компромис, односно да бидете свесни дека некогаш е сосем нормално да се излезе од тој план кој што сте го направиле, односно дека понекогаш навистина ќе мора да сте отворени за некои одредени компромиси како би можело да останете во склад и со себе и со секојдневието, меѓутоа и со другите луѓе. Ние сепак живееме и со други луѓе и не сме сами. И затоа може да се случат некои неочекувани работи и секогаш викам добар план е оној план кој што во себе ги носи оние неочекувани работи кои што може да искрснат, односно да не направиме план кој што ако не де Боже нешто тргне наопаку, пропадне се, туку да во самиот план го има оној момент дека сосема е во ред да и се одложи некој период или да некои работи се променат и така натаму, како би останале и сигурни, а и едноставно би ја оствариле целта на крајот на денот, тоа е и најбитно. Исто така, многу е важно да бидете свесни за кои денови ви се послободни, односно кое време во текот на денот вие сте попродуктивни. Јас секогаш нова вака гледам, ако сте ноќна птица,
Сосема е во ред да некои од приоритетите, особено главните приоритети, ги ставате навечер. Доколку сте утринска личност, приоритетот секогаш нека биде прв. Најтешките работи секогаш е пожелно да се ставаат први, затоа што доколку ние не ги ставиме први, постојано во текот на денот ќе бидеме анксиозни и постојано ќе ги прокрастинираме. Познати сме сите луѓе по таа прокрастинација, најчесто доколку немаме јасна граница, понекогаш потребна е дури и крута граница за овие нешта, меѓутоа доколку потешките работи ги правиме први во текот на денот, ние сме многу попродуктивни и дефинитивно нема да се разнишаат другите приоритети. И тоа е убаво да се испланира однапред, затоа што самиот план однапред некако ни ги носи тие работи. Да речеме, ако на една листа си запишете треба да се јавам таму и таму, а не сакате да се јавите таму и таму, односно имате отпор да се јавите таму и таму, ставете го тоа прво на листата, како не би останало тоа на крај да го заборавите и да остане да влечете едно анксиозно чувство, непријатно чувство во желудникот и така натаму, што многу често се случува. Сега ова јас го дадов со пример да се јавам ваму и ваму, но многу често се случува со некои огромни, поголеми потреби и желби, односно нешта кои што мора да ги направиме, затоа што ние сите правиме работи кои што реално не секогаш ги сакаме, тука едноставно доаѓаат како во склоп на она кое што нас ни е поголема цел и желба. Било кој момент, доколку поставиме повеќе приоритети од колку што може да го носиме, ние нема да успееме. И затоа тука многу се важни тие внатрешни филтри, граници и критериуми. Значи, премногу приоритети значи дека најверојатно нема да успееме. И затоа е многу важно да си ги знаеме нашите лимити и да знаеме што е некој што би можело за нас да биде дистракција. Затоа што оние дистракции кои што можеме да ги тргнеме, е одлично, но има и дистракции кои што не можеме да ги тргнеме, односно кои што се дел од денот. Или едноставно нашето секојдневие на делата и така натаму, зависно од тоа каде живееме, какво е обкружувањето во кое што живееме, со кого живееме и како ние се чувствуваме во тој момент. Што значи дека тука е многу важно да се вклучат тие внатрешните граници кои што се најважни за поставување на приоритети, односно на поставување на здрави приоритети во животот. Всушност, самото тоа што ние сме премногу зафатени е знак дека некаде не недостасуваат граници, односно не сме ги поставиле добро во одредениот момент. И најубавото нешто кое што може да се го направиме е да поставиме приоритети, а самите приоритети се нешто кое што е граница за нас во одреден момент. Приоритетите може да бидат општи приоритети во животот или може да бидат конкретни. Што значи дека доколку местите приоритети, убаво е да имате и општи приоритети, како например да бидам здрава, да бидам успешна во тоа и така натаму, меѓутоа и конкретни приоритети кои што може да се местат секој ден. Сега ние најчесто многу време знаеме и фокус да трошиме на работи кои што нас не ни се важни, односно не ни се приоритет и токму затоа не успеваме воопшто да ги завршиме работите кои што ни се важни. Например, доколку нас ни е многу важно да се наспиеме 8 часа, односно доколку ние сме луѓе кои што доколку не спиеме, да речеме, доколку ти си некој кој што ако не се наспие 8 часа, после не може да биде продуктивен, тоа значи дека ако не ти е приоритет сонот, не можеш да очекуваш дека ќе исполниш вториот приоритет, третиот приоритет, четвртиот приоритет и така натаму. Значи, многу е важно да бидеме свесни, повторно ќе кажам, што е наша реална потреба, а што ни е само желба. Од примерот што го дадов, например, дали да ослабам толку и толку кила е поважно од тоа да бидам здрава. Идеално е, ако си седнате и напишете 5 некои главни приоритети кои што ги имате, малку поопширно, и во согласност со тие 5 да видите дали навистина тие 5 ви се најважни, односно да се рангираат од 1 до 5. Ако ставивте да се грижам за моето семејство, дали е тоа вистина? Понекогаш како приоритет го ставаме тоа, а реалноста е во позадина дека ако не е мајката здрава во тој момент, ако не е мајката наместена како што треба, ако не се грижи за своето ментално и физичко здравје во одредени ситуации, таа нема да може потоа да се грижи за децата, што значи дека сосема е здраво и нормално да одреден период
малку попуштиме на одредено место за да бидеме свесни што на вистина е најважно во нашиот живот тука и сега. Например, ако е тазе породена, дали на вистина е приоритет веднаш да се грижи за целото семејство како што го правела тоа, или можеби поглавен приоритет ќе биде да се грижи за себе, да се грижи за незиното опоравување тие неколку недели, а потоа нормално со текот на времето кога ќе може да се врати тој стариот приоритет. И затоа е тука важна себе анализата, да бидеме свесни. Затоа е тука важно и водењето на дневник, за да може реално да знаеме со што се соочуваме во одреден момент, како ние не би останале на истата точка постојано, туку би биле свесни дека секој ден ни носи нови предизвици и одредени промени и ние се местиме и се разместуваме, односно ние сме пластични, еластични и флексибилни согласно секојдневието во кое што се наоѓаме. Од друга страна пак, за да можеме да бидеме функционални, да можеме да ги остваруваме приоритетите, важно е точно да знаеме што се оние работи кои што нас недостасуваат, односно да си ги имаме средено. Е сега не тука буквално некој ќе дојде и па не ми е средено бирото, јас не можам да работам. Тоа се веќе некои други, односно тоа е веќе начин како да се справиме со тие дистракции. Меѓутоа, доколку сме многу гладни, доколку не знам, во фрижидерот ви фалат јајца и шекер, а и треба да правите торта, нормално дека ќе одите во продавница да купите јајца и шекер, тоа значи дека ќе ви треба повеќе време и така натаму. Односно, она што сакам да кажам дека е тука многу важно да се планира и да се види добро, да речеме, јас сега морам да јадам, да земам вода, да имам вода со мене, да имам планер, да речеме, до мене и така натаму. Како јас би можела да завршам оваа задача која што ја имам сега да ја завршам? Доколку јас не јадам, мене ќе ми се слоши, нема да бидам фокусирана, па ќе прекинам, па ќе станам да јадам и така натаму. И тоа е многу важно, да се знаат потребите, што е оно што е многу итно и што е на кое што можам да го завршам сега, како би можела подоцна на тој мој приоритет јас на вистина да се посветам. Еве ќе донесам еден друг пример, да речеме, доколку во среда ве очекува некаков настан кој што е многу важен, а во петок треба нешто да научите, најверојатно нема да можете во вторникот да учите за во петок, затоа што во среда настанот е многу поважен. И тука многу е подобро да оставите во вторник да се подготвувате за тој настан во среда, додека пак во среда после настанот и четвртокот да се подготвите за тоа што е потребно во петок. Доколку ние останеме на местото, ама чекај, тоа во петок ми е поважно, ама да се спремам и така натаму, многу е возможно да имаме огромна дистракција. Не е важно да се врземе со времето. Колку пати се случило во 5 до 12 многу повеќе да научите или многу повеќе да создадете, отколку ако тоа го правите постојано и константно, доколку се случува нешто кое што нели стои на патот. Односно, доколку тоа не е со полн капацитет и внимание, што значи дека ние луѓето сме некогаш многу попродуктивни во 3 минути отколку во 30 минути. И затоа ве повикувам да си ги напишете вашите главни 5 приоритети, да си имате еден дневник каде што ќе бидете свесни колку време ви треба и што е нешто навистина е потребно во моментот, и секако да видите дали живеете во склад со вашите приоритети, односно дали тие се возможни тука и сега во овој момент во вашиот живот, да проверите дали можеби треба да ги промените или едноставно да уживате во тоа што го правите. Се слушаме во наредната епизода. Поздрав!